Ќе се спомене предпријатието Лајка, веднаш знаете дека ќе зборуваме за вдомување на кучиња, дека ќе зборуваме за убавината да чувате миленик и за убавината на тоа да се биде одговорен собственик на миленик. Да, во продолжение на разговорот ќе следува тоа дека организираат Лајка роден ден, а со дел од организаторите, но и вработените во Лајка се запознаваме Столе Вилков и Ема Тодоровска. Добро утро, официјално. Да се биде вработен во Лајка, односно постојано да се биде во контакт со миленик, со кучињата кои што вие имате многу одговорна задача и да ги лоцирате, односно на некој начин малку не ми се допаѓа зборот, но ќе мора под наводници да го ставиме да се залови кучето, да му го дадете оној најхуман третман кој што доликува и кој што треба да го има тој миленик и потоа да продолжи во една хуман дел од вашата професија, да му најдете соодветно место, дали ќе биде во Лајка или пак ќе најдете одговорен собственик. Кој е предизвикот секојдневен во целиот тој циклус? Па вака, значи, Лајка е сведоштво дека и во ограничени услови, со труд, со многу посветеност и со заедничка волја може да се создаваат и успеси, и срекни судбини и да се направат вистински промени, бидејќи во изминативе години ние како активисти кои сме вклучени во раководењето на Лајка покажавме дека институцијата може да биде и хумана, и системот може да биде и хуман, и транспарентен, и посветен на секое живо суштество. Нели? Меѓутоа, сакаме да кажеме дека за нас Лајка не е само стационар, туку Лајка е доказ, е една идеја и доказ дека хуманоста може да биде институционализирана и дека љубовта кон животните не е само сентимент, туку дека таа е една вредност. И тоа сакаме да го пренесеме ние како институција до сите наши граѓани. Нашата работа е... јубилеј одбележувате? 5 години од постоењето на Лајка. Како ќе го одбележите? Обично кога ќе се спомене веднаш ми доаѓа некоја кампања од оние честите вдомете миленик, убавината на вдомувањето и така. Ќе биде ли во тој ваш препознатлив дух? Секогаш настаните кои што се организираат, гледаме да се забавни, интерактивни и едноставно да уживаат и кучињата од Лајка, кои што нели си го бараат својот дом и воетон да им дадеме простор да бидат видени. Од една страна, од друга страна да уживаат и оние кои што ќе дојдат. Најчесто организираме разни активности, можам и за тоа повеќе да кажам дополнително. Меѓутоа, да, вдомувањето, нели акцентот е секогаш на вдомувањето, да се најде дом за кучињата кои што си го бараат истиот и да си поминат убаво истовремено. Како изгледа еден ваш работен ден? Еден наш работен... Кога ќе дојдете, ќе си направите кафе и по кафето што следува? Па некогаш немаме време баш за кафе да дојдеме да си направиме, тоа може би подобро, меѓутоа кога доаѓаат нашите колеги например негователите, првото нешто што го прават е да им посветат внимание на кучињата, бидејќи во текот на ноќта нели немаме дежурен неговател покрај нив, меѓутоа секој утро мора да кучињата да им се исчисти, да им се даде свежа вода, да се наранат, да се исчешлаат, да се прошетаат, да се направат сите оние дневни активности за да им биде и на кучињата забавно, бидејќи поголемиот дел од денот освен шетањето и грижата го поминуваат сепак во затворена просторија и се трудиме колку што може да им олесниме и на нив да бидат во што подобри услови, односно да тој краткотраен престој што го поминуваат во Лајка, бидејќи ние сме пред се транзит центар кој работи на програмата залови, стерилизирај, вакцинирај и врати, да им биде удобно и да се обидеме, нели, пред се и над се главната цел и мотив за работата со овие кучиња, наоѓање на соодветен дом за нив. И можам да кажам дека тоа ни е главниот приоритет и дека досега од прилика од годишно околу 30% од кучињата им наоѓаме нов дом. Соодветен дом. Добро, тие се убавите приказни. Сакате да споделите некои од таквите успешни убави приказни? Па може да... Прв на ум ми паѓа шеги, не знам зашто. Многу се интересни имињата кои што ги добиваат. Тоа секогаш ми било впечатливо, кога ќе објавите некој куќа дека бара дом, името е секогаш многу интересно. Името е секогаш предизвик, затоа што ние мораме околу 1500 кучиња да ги именуваме годишно, така што секогаш ни е предизвик.
И она што би кажал е навистина дека имаме многу приказни, но еве, ќе Ајде за оставиме шеги. Ема да Да, сподели некако понека. шеге ми падна на ум, затоа што шеге е кутре кое што не само што било оставено, туку има лош третман на улица и иако еднаш е земен и е поминат хуманиот третман, тој повторно е вратен на улица, каде што повторно во полоши условија најден. И тогаш го има најдено сегашната негова собственичка Марина, која што навистина многу добро го чува и сега шеги е догфлуенсер, тоа е некој нов збор кој што се користи, кој што има свој профил на Инстаграм, кој што се живее живот, иде дневно на кафиња, буквално ужива во својот живот и искрено такви приказни сакаме да гледаме Да, секој како ден. не, затоа што е многу сега е многу повеќе отпорано популарно под наводници да се чува миленик. Така што и можеби малку повеќе и за моментот дека одговорното сопствеништво треба да биде приоритет Апсолутно. Секако. во чувањето на миленик. Организирате постојано кампањи, активности, но и во исто време и едукација, кога зборуваме за одговорното сопствеништво. Па добро, на каков фидбек наоѓате од страна на граѓаните, од страна на љубителите на домашните миленици? Јас мислам дека Лајка е веќе препознаена како едно место каде што граѓаните навистина се трудат да прикажат сета своја хуманост и мислам дека е тоа навистина добро препознаено од граѓаните, посебно од луѓето, од активистите или од луѓето кои се загрижени за целокупната ситуација, не мора ни да се љубители на животни. Мислам дека оставаме една позитивна слика и оставаме еден печаток и пред се доверба кај граѓаните дека можат да ни се обратат за било кој проблем што го имаат со бездомните животни, да седнеме и заеднички да го решаваме, да им најдеме нов дом на тие животни и слично. Меѓутоа, мислам дека сме препознаени како една институција која навистина добро и честно и транспарентно работи. Имајќи ставаме акцент на граѓаните затоа што тие ви се сојузници во активностите кои што ги правите. Ние искрено ја гледаме активната улога на граѓанинот преку социјалните мрежи. Мислам, сите ние сме сведоци дека секогаш кога ќе се најде на повредено куќе, на куќе на кое што му треба итна помош, кое што е испуштено, злоставувано, оние постови кои што се објавуваат се алармира. да, и некако дали само по себе се намести, меѓутоа таа улога е многу клучна за да се помогне на одредени куќиња и да се истретираат, а потоа и да се најде соодветен дом. Само сакам да го надополнам Столе за она што го зборуваше дека има еден важен дел каде што нели сликањето, објавувањето на приказните на куќињата исто така помага за да си го најдат својот дом. Да. Споменавме дека граѓаните нели ви се главната алка во вашите активности. Што би им препорачале на сите сопственици на миленици? Оти некако сакам акцентот да го ставиме на одговорното сопствеништво, вашиот сојузник во работата од една страна, но и од друга страна и големиот проблем со кој што се соочувате секојдневно. А и се соочуваме ние затоа што напуштени куќиња, напуштени домашни животни по извесен период се создаваат и глутници низ градот и од една убавина на чување на домашен миленик преминува во горлива приказна. Апсолутно се согласувам. Мислам, одговорното сопствеништво треба да биде приоритет број 1, бидејќи нема надминување на проблемот со бездомните животни доколку не обрнеме внимание посебно на одговорното сопствеништво и на контролата на сопствениците, бидејќи како што самите кажавте на почетокот, во одредени периоди некои раси на куќиња или чувањето на миленици генерално станува мода, популарно, меѓутоа сведочиме секојдневно. Точно така, меѓутоа не сите граѓани се спремни за таа обврска и во желба да пратат таа мода, можеби да им угодат на своите деца и слично, многу често не ја сваќаат одговорноста, па за жал на крај тие куќиња завршуваат на улицата. Затоа ние постоиме како стационар, доколку граѓаните имаат било каков проблем, доколку не можат да ги задржат милениците, имаат опција нека се јават во ЈП Лајка, можат да ги остават своите миленици во ЈП Лајка. Понатаму ние ќе побараме соодветен дом за нив. Меѓутоа апелирам, постојано апелираме никогаш животните да не завршуваат да не биде на изборот. улицата. Да.
Да. Пред се кучињата се соочуваат со огромен шок, мислам, куќе кое што живеело во домашни услови, спиело на кревет, јадело заедно, значи било дел од семејството да се откажеш од тоа топли куќе. фамилиарни услови. Мислам, треба да бидеме свесни дека и тие се битија кои што чувствуваат, кои што разбираат, доживуваат и напуштањето на миленик е навистина голема работа. Така да, мислам, голема во негативна смисла. Да, Така што- се разбираме во кој контекст го заокружуваме прашањето, би сакала само да го заокружиме разговорот во делот на тоа каде ги покануваме за славење на роденденот. Така. Да, за малце ќе го испуштавме тоа. Ќе го испуштавме тоа. Роденденот е на 18 октомври, тоа е оваа сабота, Така. од 11 до 13 часот во кафе бар Собрание, тоа е веднаш позади кафич позади Собранието. Доколку некој не се снаоѓа, слободно може да ни пише, ќе им пратиме точна локација, ама и на самиот евент на Facebook има точна локација. Накратко за активностите, како што кажав, ние навистина сакаме кучињата на лајка да го доживеат својот момент, барем на вакви настани да бидат видени, затоа што сме биле сведоци дека токму на вакви настани и се вдомуваат некои од кучињата, така што ги повикуваме тие што можеби размислуваат за вдомување, да дојдат и да ги запознаат кучињата кои што се таму, можеби таму ќе си го запознаат своето куќе. Тоа е едно. Е сега во однос на активностите, значи има надпревар во 3 категории: најубава женка, најубав мажјак и куќе и дете. Тука ќе се оценува посебноста, креативноста, односот помеѓу куќето и сопственикот или куќето и детето. Исто така ќе повикуваме сите кои што имаат миленици со и одреден хендикеп, всушност тоа е на некој начин и посебност, затоа што сакаме да ги видиме и сакаме и тие да дојдат и да уживаат. После ова, исто така, настанот ќе биде отворен со кучињата на лајка, односно ќе имаат изложба. Ќе има креативна работилница со деца и со шепализа, каде што ќе ги цртаат кучињата на лајка. Истовремено, ама ова исто леќе ме надополни ако нешто испуштам, ќе има изложба од две училишта, Христијан Тодоровски Карпош, И така, Кирил Пејчиновиќ. и Кирил Пејчиновиќ, со кои што беа организирани едукативни средби со шестоделенците и тие ќе ги цртаат кучињата од лајка во домашни услови, односно како би ги замислиле тие откако се вдомени. И само да прочитам да не заборавам нешто. Јас мислам дека бевме доволно податливи за би сакала една реченица оваа да додадам, сабота. дека на 5-тиот роден ден на лајка нас не ни требаат подароци, ни требаат луѓе кои ќе домат, кои ќе дојдат, кои ќе ги прегрнат, ќе ги почувствуваат животните, пулсот на хуманоста и ќе ја направиме иднината на овие животни поубаво заедно да ја градиме. Благодарам на гостувањето. Ти благодарам. На поканата.